Пео и арамијата. Арамијата го нашол Пео еден ден во чаршијата и му предложил да го научи да краде. Добро, му одговорил Пео, мислејќи си во себе дека не е лошо човек да знае нешто повеќе, и тргнал со арамијата. Подкраднале што подкраднале ситни работи по чаршијата и отишле во село. И тука украле по некое јагне, јаре, кокошка, јајца, и арамијата видел дека ќе го бидува Пеа и за оваа работа. Па решил да го подложи на најзрел испит, па му рекол: знаеш ли што, Пео? Ти го испече до некаде мојот занает, но денес треба уште нешто да ти кажам и да те испробам. Па ако излезеш и тука како што треба, ќе ти дадам диплома од занаетот. Ене ондека на врбана има страчкино седло. Во него има јајца на кој лежи страчката. Гледај ти како ќе ги украдам јајцата, а да не сети страчката и да летне. Се качил стариот Арамија. Го продупчил седлото од оздола и ги украл сите јајца на страчката без да го забележи и да летне. Арно ама, во тоа време Пео се качил по него. Дури арамијата занесен во кражбата, Перо му ги одврзал бечвите и полека му ги избутнал, да слегол и ги скрил во трњето крај врбата. Кога слегол арамијата и се видел без бечви, му е подал раката на Пеа и му рекол: дај ми ги, Пео, бечвите и оди ми со здравје. Го положи и овој испит одлично. Така, Пео добил уште еден занает, но никогаш со него не се користел, зашто не бил Арамија по душа. Assunta